Ова е прв пат да зборувам по смртта на мојата сопруга, Анет Марија Манчева Галевска, прв пат и после месец дена. И неминовно сакав да проговорам за една тема која што, барем за мене, е релевантна. Нешто кое што и дури не е ни само тема, тоа е едноставно контекст на животот во кој што сум јас и мојата ќерка Жизел. Пред речиси една година Анет беше диагностицирана со рак на 17 март и кажа дека ракот е метастазиран и ние во изминатава година правевме се што можеме и се што знаеме за таа да оздрави. Тоа значи се молевме за исцелување, бевме на лекари кои што ги сметавме за најдобри. Анет се подложи на терапија, но за жал по нова година, по Божик, здравието почна рапидно да и се губи, да оди надолу и таа почина минатата недела. И она што ми се јавуваше како прашање од почетокот, уште при самата диагноза, она што ми се јавуваше како прашање низ сите овие изминати месеци и она што сакам денеска да го кажам, да го промислам овде со вас, тоа е многу често прашањето зошто. Зошто страдаме и зошто зло, и зошто болести, и зошто смрт. И она што е моја прва забелешка на ова прашање е следново, дека ние многу често во денешнава индивидуалистичка култура и цивилизација тоа прашање си го поставуваме во еднина. Зошто јас страдам? Зошто страда мојот сопружник? Зошто почина мојот сопружник? Зошто страда мој близок? Но ние сме како индивидуи, не како заедници во центарот на тоа страдање. Значи ние како цивилизација некако се тргнавме од прашањето зошто страдаме како луѓе и како човештво и нашето прашање, кое што од една страна е неминовно, е зошто јас страдам. И ова пак ќе кажам неминовно, но од друга страна не може да го исцрпи. Не може да го исцрпи, да исцрпи длабочината на ваквото прашање, особено во моменти на болка, во моменти на загуба, кака што јас и мојата ќерка изгубивме, каква што искусуваме во овој момент. Сакам да кажам неколку работи, нешто кое што, како да не се дури некоја класична проповед, ова е еден сублимат на оно што го искусува во изминативе година дена, а тоа е дека и христијаните, оние кои што веруваат во Христос или тврдат дека веруваат во Христос и сите вие други, кои што може би еве од љубопитност или затоа што имате одредена мака во вашиот живот, сакате да го погледнете ова моје обраќање. Сите ние имаме сме окупиле холивудскиот мит дека животот е линеарен и дека неминовно, ако јадеш здраво, ако вежбаш доволно, ако направиш неколку добри одлуки, тебе ќе ти биде добро на оваа земја. Значи, тоа нешто е многу длабоко и дури ние тоа го подразбираме за нас и за нашите животи, речиси без некакво поголемо прашување. Повторно прашување во контекстот на злото и на страдањето, на болестите и на смртта во еден поширок контекст. И морам да кажам за Анет. Анет беше диагностицирана со рак. Анет живееше исклучително здрав живот, значи се хранеше здраво и имаше физички активности, значи баш еден здрав живот. И онколозите застанаа пред нас и ни кажа немаше рак во семејството во изминатите 4 генерации и по страната на таткото и по страната на мајката. И онколозите нас ни велат, ние едноставно не знаеме зашто овој рак се случува. И всушност и многу малку знаеме за било кој друг рак. Има фактори кои што можат да го намалат ризикот, ама суштински ние тоа не можеме до крај да го определиме. И затоа тешко е кога ние имаме таков еден став и ние си викаме дека животот неминовно ќе биде линеарен, дека сме се родиле, па ќе завршиме школа, па ќе се вработиме на една работа, па втора, па ќе има и финансии, и брак или без брак, и ќе одиме напред, еден ден ќе се пензионираме, и еден ден на 80-90 години ќе заминеме од оваа земја. Значи, за жал, животот не е таков. И мислам дека секоја болка и страдање е потсетување на лагата која што на се пласира, дека животот е таков каков што е. И уште повеќе во овој индивидуалистички контекст, дека ние тоа го заслужуваме. Дека тоа ние го заслужуваме и дека едноставно ако нешто измрда од таа шина, од тој колосек,
тогаш ние сме екстремно гневни, паѓаме во депресија или во што и да е друго. За жал, животот не е линеарен и она што сакам да биде апел, значи ono што сакам да го заедно промислиме се повторно ние први глави на Библијата, кои што ни зборуваат за Божјото создавање на оваа земја, на оваа планета и на овој дел од универзумот. И во исто време, значи, самиот Бог го афирмира ова негово создавање како добро, се до оној момент кога луѓето, јас и ти, сакавме да градиме еден автономен свет, значи свет без Бога, му свртевме грб на Бога и со самото тоа се оддалечивме од ближниот и од самите себе си. И Бог уште самиот старт ги предупреди Адам и Ева, им вели дека ова ќе има сериозни последици. Значи ова не е само некој негов каприц и нешто што тој ќе го направи затоа што некој му свртел грб на него, туку знаејќи како тој го замислил функционирањето на овој универзум и на човекот и на човештвото, самото вртење на грбот на човештвото на Бога не може да биде без катастрофални последици. И ова се и од тогаш човештвото ги искусува тие катастрофални последици, помеѓу другото вклучувајќи и разни видови на страдање, на болест, маки и смрт. И Библијата не е некаква, како да кажем, розова книга која што вели не, све ќе ти биде добро, па не знаеш, мора да заменеш, туку тоа нешто го укажува и го предупредува уште од самиот почеток. Така да, кога ова треба да го земе многу сериозно. Значи треба да го земе сериозно и треба да, во рамките на таквата реалност која што ја живееме, да ги поставиме сите тие други прашања. Зошто добриот Бог, има едно прашање кое што се провејува и со право се провејува низ вековите, зошто добриот Бог дозволува страдање? Ова прашање библиски, според сведоштвото на Библијата и на црквата, не се одговара само апологетски во смисол за Бог е добар, е еднакво на ова, не знам, импликации што иде. Значи Библијата дава едно сведоштво дека Бог го создаде светот како добар и дека тој свет е всушност дека Бог е одговорот на злото и на страдањето. Тој никако не е причинител, туку тоа што ние како човештво го создадовме како состојба на зло, болест и смрт, тој го адресира и тоа суштински го адресира со тоа што го праќа својот син Исус Христос да умре за нас и за нашите гревови. Еве што вели Павле во посланието до Галатјаните, првата глава, 3 и 4 стих. Благодат и мир вам од нашиот Бог Отец и од Господ Исус Христос, кој се даде себе за нашите гревови, за да не избави од сегашниот зол свет по волјата на Бога, кој е наш Отец. Исус Христос, кој што се даде себе си, се даде токму преку смрт, која што е крајно дехуманизирачка, полна со болка, полна со страдање, завршува со распетие. Таква радикална мерка мораше Бог да спроведе. Исус Христос мораше себе си да се даде затоа што ситуацијата во која што човештвото се наоѓа е толку радикална и нема спас. И заради тоа, за мене лично, прашањето зошто Бог дозволува, значи Бог не дозволува, Бог едноставно го толерира човештвото. Го толерира човештвото со сите исходи и Бог на тоа човештво преку Исус Христос му дава можност за вечен живот. Зошто сум јас во длабока тага од една страна и од друга страна со еден спокој и мир кој што, како што вели Исус, го надвишува нашето разбирање, што значи не можеме до крај да го разберам тој мир, тој е токму заради тоа што Христос се даде себе си за сите нас и во овој случај за Анет и преку тоа ја овозможи вечен живот. И јас немам никаква дилема дека во моментов Анет е со Бога и дека Анет еден ден кога Бог ќе го процени тоа, со сите заедно, со целото човештво повторно ќе воскресне од мртвите, значи ќе стане физички, некако дух, некако некаде далеко на облаците, туку многу конкретно, затоа што животот со Бог и вечноста со Бог и оно што ние го нарекуваме рај и царство Божјо, кое што е царство Божјо и царство небесно, тоа не се некакви апстрактни мистични категории, тоа е реално
постоење, реално како што ние постоиме денес, но тоа помножено со милион веројатно. И тоа е нешто што јас го верував многу одамна, тоа е нешто што Бог ми го потврди во мојот живот, и ако постои сведоштво во мојот живот, тоа е сведоштво за Бог кој што е добар и кој што не водеше и кој што и нас не водеше во овие изминати 12 месеци, без разлика што исходот беше заминување на Анет кај него. Значи имавме толку многу интервенции од негова страна, толку многу отворени врати, и ќе зборувам понатаму за сите тие нешта. Но тоа е мојата клучна порака која што сакам да ви кажам денес. Значи Бог не е извор на злото. Бог е решение за злото, Бог е решение за болестите и за смртта и за сите оние нешта кои што нас денес не мачат. И знаете што, ние можеме денес да живееме еден индивидуалистички живот, да си речеме животот е тоа, живееш и умиреш, и мислам дека не постои човек на земјава кој што тоа така ќе го прифати, како јас добро, еден ден ќе ми почине ово или ќе ми почине оно. Длабока е болката, и длабока е страдањето, и длабоки се прашањата кои што тоа ги отвора. Јас денес не тврдам дека имам одговор на твоето страдање, и знам дека секој си има свое страдање во животот. Знам дека твоето страдање е тешко за тебе затоа што е твое, или страдањето на твоето семејство е тешко затоа што е ваше. Ама и кога некој христијанин или човек што верува во Бога, или човек што е атеист и не верува во Бога, имаат одговор на секој ваше прашање и ви викаат стоп, ја ќе ти го одговорам, значи искрено бегајте од такви луѓе. Бегајте од такви луѓе, и во исто време ќе ви кажам дека Бог е одговор на моето и твоето страдање. Дека злото од него не излегува, туку дека тој има еден живот за сите нас. Живот вечен, за кој што Исус ни подсетува во Евангелието според Јован и ни вели: јас сега одам и сакам да ви подготвам место за вас, дом за вас, домови за целото човештво. И тоа е таа надеж, и тоа е таа сила, Бог, самиот Бог. Значи не енергија, не позитивна мисла, тоа се глупости. Тоа е самиот Бог кој што ветил дека ќе направи нешто, и јас знам дека тоа ќе го спроведе. И знаете што, прашањата за мене останаа. Зошто сега? Зошто Анет? Но тие нешта ме натера да повторно афирмирам уште една голема вистина која што е Божја вистина, дека Бог е Бог, а јас сум само човек. Дека Бог има една севкупна перспектива, а дека јас сум само еден човек од еден мал дел од историјата на овој дел од универзумот, и дека моите согледувања за животот и за причинско-последичните односи, особено кога станува збор за меѓучовечки односи и судбини, се екстремно лимитирани. И наместо да се измачуваш со тоа зошто кој што ќе те исцрпи и ќе те може да ти го земе животот. Оно што сакам да го кажам е следно: да се препуштиш во Божји раце и да му дозволиш да те води низ секаква околност на твојот живот. Затоа што се им врви на добро на оние кои што веруваат во него, како што вели апостолот Павле. Се им врви на добро, и ова се им врви на добро не е само факт дека ние, не знам, утре ќе купиме стан или кола, или ќе имаме голден ретривер, па ќе се сликаме со него. Ова добро за кое што зборува Павле е добро кое што ја има перспективата на вечноста. Добро кое што не смета дека овој живот го исцрпува нашето постоење, туку дека постои живот вечен со Бога. И мојата искрена надеж е дека сите ние заедно ќе бидеме во таквата вечност и дека ќе продолжиме таму каде што сме биле на оваа земја. И јас денес ви кажувам најотворено пред вас: јас немам никаков сомнеж дека мојата Анет е денес со Бога. И дека еден ден, по неговата милост, јас ќе бидам таму, и дека тогаш ќе почне на суштинско поглавие на овој дел на универзумот и на ова човештво, за кој што Бог вика дека ние таква доброта и таква радост едноставно во сегашните капацитети и концепти на размислување не можеме ни да замислиме. Тоа е Божјиот повик за мене, тоа е Божјиот повик за тебе. И ако имаш тешка ситуација во моментов,
дозволи Бог да те води низ неа и нема да гледаш само на земното и на болките, туку погледни на Бога. Што тој има неверојатна иднина за сите нас.